Здраво, ова е 265-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Римини на Улрих Сајдел, во кој станува збор за Ричи Браво, глумено од Михаел Томас, кој што по смртта на неговата мајка од Италија, кај што е посвоен, се враќа во родната Австрија, во домот кај што е роден, во детската соба кај што времето е застанато во мигот кога се има одселено, зашто сведочат плакатите над зидот. Така и неговиот живот е заглавен во некое дамнешно време, живејќи на Стара Слава, кога за краток миг бил кралот на шансоните, изведувајќи ги се уште, меѓутоа на собери на пензионери кои се растени со тие хитови од нивно време. Михаел не само што наликува на Мики Рурк од периодот кога соработуваше со Аронофски, неговата поранешна слава го дефинира и како човек и слепо се држи до илузијата за ликот кој некогаш бил, што е аналогно и на борачот на Дарен. Иако Ричи е примерот кој се однесува како да е своевидна музичка звезда со светски примат, тој настапува во мали кафани, хотели, сали изнајмени за венчавки и состаноци, се расправа со бедни хонорари со скржавите газди, пее пред грст ценилни обожувачки, за кои исто така времето застанало пред 30 години, кога и тогаш дискутабилно е дали ова некогашно чудо со еден хит воопшто било популарно, ама тоа е дискусија за која Улрих не ни дава индикации, ниту пак ни се потребни за да го разбереме менталниот склоп на Ричи. Наликува и на Жерар Депардје од When I Was a Singer од 2006 година Ксавиер Джианоли, ама за сиромашни. За да може да погледнеме под лушпата на проектираниот гламур за пропаднатиот музичар, мора да дадеме поширок контекст на окружувањето во кое е израснат, препуштен сам на себе си со склеротичниот татко кој има собрано гревови на својот грб, кој кога би ги наследиле синовите, потребни ќе им бидат неколку животи за да се исчисти човек од нив, и брат во Романија со ќерка која ја нема видено цел нејзин живот, на која и се додворува без да знае дека му е ќерка, а потоа неговиот бегол солипсизам му дозволува да се однесува како ништо да не се случило, кој смета дека неговото отсуство од животот ќе го надополни со пари, кои ретроактивно требало да ги даде за алиментација, кои ги нема, па како за компензација таа, заедно со роднините на незиниот партнер, мигранти во Австрија, кои верувам дека не би биле померак на таткото расист и нацист, доколку би знаел дека би живееле кај синот, ќе се населат во дворот на музичарот и окупираат просторниот дом, храмот на неговата слава, кај што се наоѓа некој млад и витален Ричи, кој не го препознаваме во појавата на Ричи од реалноста. Што значи дека проблематичен е соодносот со членовите на потесното семејство во најмала рака. Каков е па односот со неговите фанови? Тој е уште посимптоматичен, бидејќи не само што продава илузии за надеж и романса во ведите пред да ги испее шансоните, туку тој ги нуди и своите услуги во спалните соби на самотните господи во години, кои за возврат на финансиската надокнада на ова жиголо добиваат телесно задоволство, но и можност да помина некое време со некогашната звезда, со попуст се разбира. Римини е ветеното место кај што Ричи навидум може да сонува дека ќе го живее својот музички сон, без разлика што лаже, изневерува и бара утеха на дно на шише и о казино. Убеден сум дека овој фаличен лик, без морален компас, со помош на филмската магија, ќе допре до центрите за емпатија кај гледачите и успее за време трајањето на филмот да влезе под кожа, без разлика на непогодностите во кои заглавува и штетата што ја прави, налик Майки Сейбер од Ред Рокет на Шон Бейкер, кој исто така успева да ги манипулира чувствата на гледачот, јавувајќи ја таа дихотомија на опоненти на одбивност и привлечност, вештина која ја владеат мајсторите на филмскиот занает. Добро, мора да признаеме дека самото име Ричи Браво звучи како сценско име на порнографски актер, ама лош. На Фриц Остермаер и Хервиг Замернинг треба да им се заблагодариме за компонирањето на наивните шансони, кои би поверувал дека
би биле компонирани и отпеани од страна на Ричи во неговите славни денови. Ричи во својот репертоар го има и шлагер хитот Шварце Мадона на Бата Илиќ, која кореспондира со стилот и начинот на пеење кој го пропагира. Не би ме ни чудело ако човек од калибар на Ричи би пеел на крстарењето на бродовите на туристите во Paradise Love, например. Директорот на фотографија на Horse Glory, Wolfgang Thaler, ги искористи своите способности да го наблюдува животот на поп звездата на залезот од кариерата, не баре сведочиме на документирање на животот на постојачки пропаднат пејач, уловен во прекрасно кадрирани композиции со фиксираната камера, својствени за едно дело на Зайдел, дозволувајќи да биде проголтан централниот лик од полупразните сали, исцртувајќи ја на визуелен план неговата самотија. Неретко воочуваме невреме во екстериерите, кое го разнишува неговиот и без тоа бурен живот. Како што домашните туристички места во зима изгледаат напуштено, мртвилото на Римини е доловено и во овој филм, идила која плени во секој кадар, но исто така ја осликува и психофизичката душевна руина. Снимателот соработува и со монтажерката Моника Вили токму на Horse Glory, но во рамките на видеологија таа е попозната како монтажерката на филмовите на Ханеке, како и филмот Тар, па таа го правеше редоследот на пресечените и залепените винјети од животот на пејачот, кај што без експликација го гледаме како мигрира од една локација на друга, но нема потреба од дополнителна елаборација, лесно се заклучува дека пропаѓа од една во друга животна јама. Монтирано е течението да биде разбирливо за следење, без разлика на тоа што авторите си земаат за право да го тестираат трпението и музичкиот вкус на гледачите, сведочејќи на музичката изведба на Ричи. Сценариото на овој филм го пишува заедно со неговата сопруга Вероника Франц, која што морам да признам дека многу ги почитувам незините авторски и режисерски дела, поради тоа што режира многу опасни хорор филмови во кои го реобмислува концептот на семејството низ нејзина призма, така што убеден сум дека нејзина интервенција се натежнувањето кон експлицитноста во филмот. Австрискиот режисер Улрих Зайдел уште во раните 80-ти беше фасциниран од одредени невообичаени појави кои се одвиваа во Австрија, па неретко ја вперувал камерата во тие сувопарни настани, како што беше случајот со подготовката за австриската матура во Допромо 1982 година. Кон крајот на 80-тите ја документира дискрепанцата помеѓу новинските написи и животот на улиците во Виена, во Криг им Виен, како и животот на доселениците кои ги разнесуваат тие вестници во Good News, Newspaper Salesman, Dead Dogs and Other People from Vienna. Во 1993 година ја документираше љубовта помеѓу австриецот и чехињата преку граница во Losses to be Expected, за да го продолжи ова истражување во The Last Real Man, во кое опфатено е разочарувањето на австријците од локалните жени и нивната потрага по жени во Индокина. Во 1996 година можевте да ги погледнете тие што ни таму нема да може да најдат свој партнер, па разочарувањето од човечкиот род ќе го надополнат со посвојување на домашно животно, кое станува рамноправен член на нивното семејство. Истата година ја впери камерата во посетителите на експресионистичката изложба, за да ги улови нивните мислења за погледнатите абстрактни дела, а фасцинацијата со необичните субјекти ја реализираше и во телевизискиот Pictures at an Exhibition. За професорот по математика, кој е љубител на женски облини. Крајот на 90-тите ги посети забавните паркови во Fun Without Limits и посети 4 моделки кои ги споделија нивните животни искуства во Models, победникот во Сараево. Во 2001 година го сними играниот филм Dog Days, венецијски победник, во кој поранешни сопрузи се осудир за преживеаната траума и учествуваше во антологијата State of the Nation, Austria in 6 Chapters. Во 2003 година следеше 6 католици кои говореа за проблемите со ликот на Исус од црквата во Jesus You Know, кој беше награден на Карлови Вари, надополнувајќи го со краткиот Brothers Let Us Be Merry. Учествуваше и во антологијата The Mozart Minute. Во 2007 година се појави на Канскиот филмски фестивал со играниот Импорт-експорт, во кој украинска докторка и отпуштен чувар во Австрија се опотрага по љубов надвор од рамките на нивната држава. Во почетокот на 2010-тите имав можност во кино да ја гледам ден за ден неговата трилогија Paradise, односно Љубов, верба и надеж, кај што мајката оди во Кенија во потрага по љубов, незината сестра пропагира христијанство со себе казнување, а ќерката созрева во камп за адолесценти со прекумерна тежина, секој од нив прикажан во еден од трите најголеми фестивали во Европа – Кан, Венеција и Берлинале.
учествуваше со свој филм и во омнибусот Venice 70 Future Reloaded. Во 2014 година ни овозможи поглед во австриските подруми во In the Basement, филм после кој секогаш кога ќе дојдам до влез со поглед во подрумна зграда или забележам прозорци од подрум, помислувам на овој филм, а во 2016 година замина на сафари со ловците кои со гордост говореа за нивните трофеи. Неговиот најнов филм Римини е поврзан со уште два филма кои што ги објави оваа година и во принципот на трилогијата Рај, така и тука опфати живот на двајца браќа, со тоа што братот на Ричи Браво Евалд е главен протагонист во филмот именуван Спарта, а па за двата филма да бидат сублимирани во 3,5-часовниот Бöse Spiele, кој е обединувачки предвесник за двата браќа и нивниот татко, кој пати од деменција, заглавен во рутината во старечки дом, што значи дека ќе треба да ги погледнеме и овие два филма, за да имаме поголем увид во поединостите за тоа што точно се случувало во нивниот дом, заедно со животот на Евалд и неговиот татко, за да осознаеме недопирлив дел кај Ричи во Римини. Улрих го пленат невообичаени ликови и нивните пасии во реалноста, самотни субјекти кои ја пополнуваат осаменоста со бројни трофеи, компензирајќи ги невозможноста да комуницираат со останатите битија на еден или друг начин, без разлика дали се или не се разочарани од нивната непосредна околина. Човек кој со неговото портретирање на Виена секогаш поставувал огледало за луѓето кои живеат во градот, истражувајќи ја миграцијата, губитокот на морал, робувањето на каноните на религијата, туризмот, а во играните филмови, кои ги работи со Вероника, ја доведува до екстремни осаменоста и прикажува очајна потрага по љубов и продажба на љубов по секоја цена. Треба да ви биде јасно дека Вероника и Улрих немаат снимено филм за да биде допадлив за широките маси, напротив се обиделе емоционално и физички да го соголат нивниот протагонист, да си дозволат да бидат експлицитни во сексуалните сцени, меѓутоа наместо да го гламоризираат тој чин, тие се држат до суровиот пристап во кој во широк план се снимаат остарените тела, како разменуваат течности помеѓу себе. Тоа подразбира дека огромен број на гледачи ќе бидат одвратени од појавата на Ричи Браво, така што ќе остане да биде недопадлив за голем дел од аудиториумот, но токму поради таа потреба за соголување на фаличната личност ќе биде па привлечен кај љубителите на авторското европско кино. Филмот имаше премиера на Берлинале, но не беше награден на фестивалот, туку беше награден во Палич и Гижон, потоа беше прикажан на New Horizons, Ерусалим, Трансилванија, Хонг Конг, Хелсинки, Цирих, BFI, Тајпеј, Солун, Black Nights во Талин. Беше номинирани на австриските и на данските филмски награди, меѓутоа неосвојувањето е една од тие индикации дека не е примамлив животот на Ричи за западниот свет, а можеби заедал станува роб на шематскиот визуелен прагматизам кој самиот си го има создадено. Филм за еден самотен лик кој убеден е дека го живее животот на славна музичка звезда, само што никој не го известил дека неговите 5 минути на слава одамна се поминати. Дали би можел еден лик од негов калибар, обременет со деценијски јадежи и разочарување, да постигне по среќата и спокојот за кој пее во шансоните? Ако морам да го еволуирам, тогаш Римини од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 265-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последните и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!